некој ден имаше оптимизам и едната и другата политичка партија дека законот за јавно обвинителство ќе се донесе, дека повеќе планот не го игра. Што се случи бе нови што толку се заатри реториката? Ние се уште сме оптимисти и даваме шанса на разговорите да конечно сите се издигнеме над нашите партиски, теснопартиски интереси и во име, и во функција на правдата и правната држава го донесеме законот за јавното обвинителство. Преку оваа изјава, преку оваа пресконференција ги охрабруваме и ги повикуваме ВМРО-ДПМНЕ да навистина, доколку се искрени во тоа што го збаруваат дека и тие се за интеграција на Република Северна Македонија во Европската унија и НАТО, дадат поддршка на овој закон за јавното обвинителство. Од друга страна, свесни сме како тие манипулираат пред јавноста во однос на носењето на законот за јавното обвинителство, се со една цел: избегнување на одговорноста и амнестија за криминалите на претходното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Како што кажав и во изјавата, никој не смее и никој нема да побегне од правдата. Секој кој што се огрешил пред законите и за кого во транспарентна судска постапка ќе се докаже неговата вина, ќе одговара согласно законите во Република Северна Македонија. Може ли малку детали околу тоа каде заглавија преговорите? Ако се уште даваме шанса на разговорите, не би сакал во екот на тие разговори до нивното завршување било што да извадам сега пред јавност. Ве уверувам дека доколку има било какво приближување или било каков епилог од разговорите, вие медиумите, пошироката јавност, ќе бидете со сигурност на време на запознање. Зошто Мицкоски го спомнува Пржинскиот договор по наводници, вели дека нов договор како потекот на Пржина нема да се случи? Дали на маса бил некој договор меѓу двете политички партии? Со сите изјави, но верувајте дека јас никако, се обидувам, никако не можам да влезам во главата на Мицкоски. Разбирлива е паниката, разбирлива е фрустрацијата во ВМРО-ДПМНЕ, но верувајте дека не можам да одговарам за изјавите на Христијан Мицкоски. Други прашања? Повелете. Изгледа дека време кој се однесувате како влада и борбата против корупцијата и одговорите, амнести, давање шанса, давање втора, трета можност. Или мислите дека платите скапа цена за цело тоа однесување или дека треба по-одлучно и пооштро да се води во борбата? Добро ви е прашањето. Ако навистина сите се залагаме за подигнување на демократските капацитети во државата, во Република Северна Македонија, како парламентарна држава, мора да дадеме шанса на пратениците во рамките на собранието да заеднички, добро е, со консензус го донесеме законот за јавното обвинителство. Не сакаме на било кој начин да оставиме трага сомнеш дека ние ја злоупотребуваме позицијата на власт се со цел донесување на било кое законско решение. Од друга страна, ја имаме опозицијата таква каква што е, но ете, до последен момент, во рамки и во име на демократијата, даваме шанса да имаме успех во тие разговори или преговори, како сакате наречете ги, и конечно, со консензус сите заедно, без разлика опозиција власт, донесеме закон кој што е во функција на правото, на правната држава и што е во интерес и на државата, но и на граѓаните во Република Северна Македонија. Ви благодарам. Дополнителни прашања? Има за утре. Комисијата за избор именување. Ја отвори расправата по извештајот за смирување на МПД, што го достави Советот за јавно обвинителство. Председателот на комисијата сметна лично дека седницата би требала да биде затворена за јавност и ќе бара за Советот да го декласифицира извештајот. Ставот на СДСМ. Председателот на комисијата прво не смее да го крши законот. Знаеме дека ова е на барање на Советот на јавните обвинители, каде што јасна е препораката и насоката на председателот на Советот на јавните обвинители дека е евентуално отворена седница би можела да биде на штета на истрагата. Од таа причина јас сметам дека јасна е препораката и треба да ја почитуваме како препорака од Советот на јавните обвинители.